на председателке. Добро, неколку работи. И наредните амандмани се со ваков предзнак енергетика. Помислам дека заслужува да се кажат неколку работи за тоа што е наследено и што е како нова стратегија за функционирање. Може би е добро да се искоментира нешто и за претходниот амандман. Прво сакам да демантирам дека некој преговара со МИТ или НЕОС. Тоа не е точно. И кога се зборуваше за когенеративна централа на газ, воопшто не се мислеше за таа. Ние претходниот мандат имавме став околу тоа прашање, ниту за штипската инвестиција се разговара или дека ќе биде истата, бидејќи таму имаше еден директен проблем. Тоа што таа инвестиција од фотонапонски панели беше на А класа земјоделско земјиште, тоа беше нашиот принципиелен став. А второто беше дека МИТ или НЕОС практично државата има пакет кој што не треба да го добие заради некои други работи. Воопшто не разговараме нити со МИТ или НЕОС, ниту па за штипската стратешка инвестиција како што беа законите. Од аспект на функционирањето на ЕСМ и за водород, јас би кажал следново, дури да се влезе во процес на планирање на таква инвестиција, затоа што јас бев член на чинам управниот одбор беше заедно со вас и уште неколкумина председателот на ЗЕОС, колегата Диме Велковски од Собранието на таа национална стратегија и разговарахме отворено за овие работи. Се од една страна да велиме инвестиции на водород, од друга страна да видиме дека тоа што ни се случи со фотонапонските централи едноставно излезе од контрола, бидејќи МЕПСО, кој што е орган кој што е одговорен за преносната мрежа на енергетскиот систем, издава потврда дали некој капацитет кој што се инсталира може да биде приклучен на мрежа и дали мрежата може да го издржи тоа. Едноставно во моментов, а верувам дека и вие сте добро запознаен, сите тие потврди за добиено инсталирање на фотонапонски централи и приклучок кон преносната мрежа два пати го надминува капацитетот и тоа значи дека ќе имаме ние тука прво проблем, а втора работа е што голем дел од луѓето и својот капитал го имаат вложено во такви инвестиции кои што прво едноставно не може да ги приклучат на мрежа заради тоа што мрежата не може да го издржи, а така натака. А од аспект на други работи јас би го кажал следново, проблем има и во термоелектраните заради увезениот битуменизиран јаглен, кој што едноставно е недоволно квалитетен, недоволно калоричен и заради тоа испаѓаа блоковите. Сега што се случува? Јас ја поддржувам идејата и со тоа сум сосема во ред за изградба на рудникот Живојно, бидејќи во претходниот мандат на 4 пати колегите Сајковски и Антонио Милошовски го поднесува овој амандман, бидејќи таму има отприлика, како што јас можам после да се сетам, некаде ископнина на отприлика 23,6 милиони тони на јаглен. Зашто се тие потребни? Бидејќи од Суводол дневно ископуваме отприлика 4000, од Гнеотино 3,5, 3,6, тоа се на дневно ниво 7000 тони јаглен, а за да работи еден блок се потребни 7000. За трите да работат потребни се 18.000 тони јаглен и ако не ископуваме од Живојно ќе треба да увезуваме, а увезуваме некој кој што е поскап и некој кој што е недоволно калоричен. Кога увезувате кој што е некој недоволно калоричен, имате испаѓање на блоковите и тука имате проблеми, морате да увезувате. Блоковите не би испаѓале толку често ако е направен соодветен ремонт на блоковите. За да се направи ремонт на блоковите, треба да се избере изведувач на ремонтот и да се гледа тој кој што и најевтино, но и најсуштински ќе го изработи тој ремонт. Ако не одите по тие две основи, бирате фирма која што е слаб изведувач, која што прво ниту го изведува како што треба ремонтот и имате испаѓање од енергетскиот систем. Со оглед дека 54-5% од вкупниот конзум на електрична енергија доаѓа од производството на термоелектраните, практично вие имате проблем. И ако сакате да увезете, тогаш вие морате до пред малку, не знам зошто, стварно не знам, отварам прашање, на референтната берза која беше Хупекс. Не знам зашто требаше од таму, имаме и српски, имаме и хрватски, имаме и словенечка, имаме и внатрешна берза на која што може да тргуваме со струја, треба да повлечете струја. И нормално дека таа струја треба да ја платите кога не сте ја завршиле домашната задача. Од друга страна имате притисок од еколошките движења дека треба полека да ја напуштате тоа базно производство на електрична енергија која што во случајов е на јаглен, но ја мислам дека тука треба да направиме судир на концептите, да не одиме премногу кон тоа производство, бидејќи едноставно во Македонија мора да постојат тие производства за да можеме вкупниот конзум на електрична енергија и да го исполниме. Така да во овој момент се превземени неколку работи.
Прво склучено е едно партнерство за набавка на газ со азербејџанската СОКАР. Таа е една агенција која што снабдува во овој момент мислам дека 6 земји на Европската унија со газ. Имаме отприлика 20 на евра чинам пониска цена за набавка. Мислам дека ќе успееме во оваа сезона уште дополнително да ја направиме таа цена поевтина, за да можеме барем тоа производство на газ да го покриеме од тој начин. Факт е дека хидрологијата ни е малку послаба, но тоа е од онај шок на производство пред 3 или 4 години кога многу беа испуштани ете да кажам производствените капацитети за да се извезува ефтина електрична енергија во третата смена према земји од околината, а не да се дава на нашите капацитети. И сега заради природата нема доволно дождови, нема доволно снегови, тука ни е вака малку проблем тоа производство од тој дел. Но она кое што е позитивно, прво 300.000 тони јаглен мислам дека се депонирани на депото. И тоа е добро, бидејќи имавме ние во сред енергетска криза да немаме 0 тони таму производство. И она што е индикативно што би сакал да го кажам, кредитот за ЕСМ се зема само заради една работа. 5 милиарди долг имаше кога новото раководство го наследи и се направи еден финансиски пакет кој што беше финансиран од домашните банки со многу поволен грејс период и каматна стапка, се расчисти предпријатието, во моментов има 0 долгови по тој основ. Во периодот од тие 3 или 4 години, колку што е грејс периодот, предпријатието ќе застане на нозе, ќе се врати долгот кон банките и практично ќе може да влези во плюс каков што го оставивме. Така да, јас поддржувам иницијативи за зголемување на енергетска ефикасност и енергетска независност, но тоа, како што го кажа заменикот министер, во овој момент е предвидено во буџетот. Благодарам. Благодарам. Реплика, пратеникот Фатмир Витики, повелете.